Инцидентите на исламофобија се во пораст по нападот на Хамас врз Израел на 7 октомври, вклучително и убиството на едно палестинско-американско момче минатиот месец, наводно во злосторство од омраза. 71 годишен маж му се нафрли на 6 годишно дете и го избоде повеќе од 26 пати. Како што војната во Газа се интензивира, исламофобијата и антисемитизмот во САД се зголемија. Администрацијата ја објави својата национална стратегија за борба против антисемитизмот во мај. Таа соопшти дека долго време работела на стратегија за спротивставување на исламофобијата. Оваа администрација презеде акција не само во последните неколку недели или последните неколку месеци, туку го започна овој процес уште во декември минатата година. Важно е Белата куќа да развие план за борба против исламофобијата, но тој план мора да започне пред се со повикување на прекин на бомбардирањето на израелската влада на појасот Газа. Тоа насилство во Газа е она што поттикнува немири и фанатизам ширум светот, вклучително и таргетирање на муслиманските палестински американци. Белата куќа негира дека најавата за незината иницијатива за исламофобија била направена за да ги смири муслиманите кои се гневни поради непоколебливата поддршка на претседателот Бајден за Израел. Оваа стратегија е родена од вистинската желба да се сузбие омразата во Америка, што може да доведе до реални закани со насилство врз луѓето. Некои муслимани се заканија дека ќе ги мобилизираат гласовите против Бајден на претседателските избори во 2024. Вие се залагате за војна и поради тоа ве оставивме сами во вашата војна. Изразуваме поддршка за децата од Газа. Ќе му свртиме грб на Бајден. Многу муслимански групи веруваат дека Бајден и неговата демократска партија го земале својот глас здраво за готово. Постојат различни начини на кои можеме да го решиме тој проблем. Не гледам дека ќе дозволиме претседателството на Трамп, например, да биде одговорот. Поранешниот претседател Трамп, фаворит во прелиминарните избори на републиканците, минатиот месец изјави дека доколку биде реизбран, ќе испрати полиција на пропалестинските собери за да ги апсат и депортираат имигрантите кои јавно го поддржуваат Хамас и дека ќе ги врати забраните за патување од земјите погодени од тероризам.